Македонија направи премногу за нејзините евроинтегративни процеси, но остана предадена од страна на Брисел откако пропадна и последниот обид, а тоа беше промената на името. Вака премиерот Христијан Мицковски во интервју за Breitbart News го објаснува 3-деценискиот пат на земјата кон нејзините евроинтеграции. Во интервјуто не пропушти прилика ниту да ја спомне стратешката подршка кон Соединетите Американски држави како најголем стратешки партнер, но и да посочи дека токму чекањето пред вратите на Европската Унија ја прави не само Македонија, туку и Европската Унија кревка на јужното и источното крило на НАТО. Македонија сака да биде дел од Европската Унија и на тој пат направивме многу отстапки, кои според бюрократи од Брисел и од целиот свет требаше да бидат последното нешто што го направивме, но за жал тие не предадоа и не излажаа. Тие го ослабнуваат јужното и источното крило на НАТО, со тоа што не ограничуваат да станеме дел од Европската Унија, бидејќи колку е економски посилна мојата земја, толку е поотпорно источното крило на НАТО и ќе можеме многу побрзо да ги модернизираме нашите вооружени сили и да инвестираме повеќе во коридорите кои се важни за логистичките цели на НАТО. Значи постојат многу причини зошто треба да бидеме дел од Европската Унија и ова е причина плюс Соединетите Американски држави и администрацијата на претседателот Трамп да не подржат. И додека Македонија над 3 децении го оди овој евроинтегративен процес, еврокомесарката за проширување Марта Кос го представи и предлогот на Европската комисија за новите правила за проширување, познат како методологија за нов хелсиншки момент, кој предвидува посилни механизми за проверка на кандидатките и нивниот пристап. Поголемата Унија ќе и бидат потребни значајни реформи за да остане способна за брзо действување и прилагодување во време на криза. Треба да го искористиме ова за да го направиме процесот на донесување одлуки поедноставен и пофлексибилен. Ова би можело да значи и намалување на бројот на области каде што една членка може да ги блокира сите други. Тоа не би можело да значи и намалување на нашите институции. Мора да се осигураме дека нема да дозволиме тројански коњи да ни влезат во ЕУ, ниту денес, ниту за 10 или 20 години. Неодамнешното искуство покажа дека можеби ќе бидат потребни посилни заштитни мерки за да се спречат и доколку е потребно да се исправат кршењата на основните принципи и вредности на Унијата. Итната потреба за промена на методологијата главно произлегува од почетокот на процесот на пристапување со Украина. Европските престолнини стравуваат дека некаков вид на гаранции за членство и безбедност ќе мора да бидат дел од идниот мировен договор со Русија, со што ќе се обезбеди Киев да остане во европската сфера на влијание.